Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за ензими. Нормално ова ќе биде еден многу општ преглед за ензими, а многу подетално за ова ќе збориме во биохемија или пак не знам, можеби ќе има цела серија на предавања кои ќе бидат под името ензимологија. Во што спомнавме кратко во минатото видео, рековме дека ензимите се биолошки катализатори. Така, значи тие ги забрзуваат одредени хемиски реакции во живите организми. И ензимите како биолошки катализатори се многу пати поефективни него овие неорганските, небиолошките катализатори, односно се отприлика, значи може да бидат 1000 до милион пати поефективни, односно најчесто ги забрзуваат хемиските процеси од 10 на 8 до 10 на 20, така до 10 на 20 пати него што би се случиле нормално во природата. Например, ти него гледаш шеќерот кој ти се наоѓа во тегличка, например, дома си имаш некоја тегличка и имаш внатре нели шеќер, така, имаш исполнително со шеќер, ама шеќерот ти е најчесто во форма на сахароза. И таа сахароза нормално спонтано не преминува во глукоза и фруктоза, добро, зашто сахарозата е направена од глукоза и фруктоза. Значи не гледаш ти спонтано, значи сахарозата да премине во глукоза и во фруктоза. Значи тоа не се случува. Мислам, ќе се случи ако оставиш милион години тегличката така, ама нема тоа да го видиш како се случи. И затоа ензимите, например, тие кои изедеш оваа сахароза, така ја изедеш сахарозата, ензимите кои се наоѓаат кај тебе во организмот, добро ќе се искористи енергија и се тоа ќе се разложи на глукоза и на фруктоза. И после ти таа глукоза ќе искористиш за енергија, додека фруктозата ќе се препрати до црниот дроб. И црниот дроб ќе ја направи пак глукоза и пак ќе можеш да ја користиш. Ова е пак една биологија, не е до толку важно, ама сепак сакам да насочам дека ензимите се многу важни за огромен број биолошки процеси. Сега, основната идеја што се ензимите, тие се протеини, како настануваат, сега ќе ја разгледаме. Нормално е многу покомплицирано ова колку е за некој што учи хемија, доволно му е. Значи знаеме дека живите организми се изградени од клетки, клетките внатре имаат јадро, јадрото има генетски материјал. Тој генетски материјал носи информации за како се прават различни протеини или други функционални молекули. Дел од таа информација се препишува. Таа информација се носи во цитоплазмата, тука под дејство има фабрики рибозоми и аминокиселини кои се наоѓаат внатре во цитоплазмата идат и се вметнуваат во оваа тука машинерија и пополека се прави протеин. Така и овој протеин понатаму ќе има некоја си многу сложена тридимензионална структура. Значи тој е изграден од атоми од аминокиселини кои градат една многу сложена молекула која ние нема да цртаме вака, него ќе ја цртаме како топче кој ќе има две страни. Сега нормално може да има различни шематски презентации, но ние ќе ја цртаме како топче кој може да има две страни. Сега најголем дел од ензимите всушност за да работат, функционираат правилно, за нив потребно е да се врзат одредени метали, например, тоа може да бидат магнезиум, може да биде железо, може да биде цинк, и тие се наоѓаат во некоја ионизирана форма. И овие метали кои се врзуваат, односно иони кои се врзуваат, се речени кофактори. Додека исто за правилно функционирање на овие ензими потребно е да се врзат и одредени витамини. За не се врзуваат за сите ензими, за некои ензими бидејќи има големо разнообразие на различни ензими во организмот. И овие витамини, така, витамини кои се врзуваат, се рекуваат коензими. Така, се рекуваат коензими. И заедно со остатокот од ензимот, кој беше зелenoво, кој самиот кога е гол, кога не е ништо врзано за него, се нарекува апоензим. И заедно со овој коензим, некој витамин кој се прекачува, апоензимот со коензимот прават холоензим. Значи овие работи повеќе се поврзани со биологија, не мора да толку да се замарате што како. Нормално постојат, како што реков, големо разнообразие на ензими, зависно какви хемиски реакции заврзуваат. Имаме оксидази, хидролази, липази, лијази, мутази и така натаму. Сега овие биолошки катализатори, односно ензимиве, за разлика од неорганските, небиолошките катализатори, се многу по унаводници кревки.
Иако се многу поефикасни, тие се многу покревки, односно работат само при некоја си температура од 37 степени, биќе се наоѓаат на водачки организам. Добро, може да работат и на малце повеќе и малце помалце, но ако се зголеми температурата нешто над 40 некој степен, најчесто не може да работат, се распаѓаат ензимите. Односно денатурираат. Сега, механизмот на кој работат ензимите, всушност, ако го цртаме повторно како шематски ако го нацртаме, ако вака е ензимот, каде што има две места, вака може да има повеќе места, така има различни начини на кои работат ензимите. И имаш еден продукт, еден субстрат кој се внесува, со синово, имаш друг кој ќе обрежен со портокалова боја и ќе се вметнат на соодветните места, кои тие места се многу специфични за одредената супстанца која внесува. Значи не може некоја си сосема друга супстанца да се вметне таму, не може. Значи супер специфични се за одредената супстанца. И кога ќе се врзат двете, и плюс кога се врзани одредени кофактори, така коензими, не за сите ензими, не важи ова, ама кај некои потребно е. И тој ензим всушност ќе ја намали активацијата енергија, односно на некој начин ги зближува овие две супстанции и ги ориентира на правилен начин, така што ќе се случи хемиска реакција и на крај од овие две супстанции, така, од тоа синава и портокаловата, ќе се добие некој си продукт, така, кој ќе обрежен со црвена боја. И овој принцип на работење се нарекува, овој модел на работа на ензимите е како модел на брава и клуч. Денес ќе имаме многу подобри модели, но за тоа, како што реков, ќе се збориме кога ќе збориме за биологија. Ова е однака општо како за хемија. Друга работа која сакам да спомнам во однос на ензимите е тоа што најчесто во организмот, во некоја си дадена клетка, има ограничен број. Да, може да се зголеми бројот на ензими, но ако имаш некој ограничен број, брзината, зголемувањето на брзина на одредена хемиска реакција, ако ја нацртаме на график, ќе изгледа вака. И сега ќе го објаснам ова. Ја нацртаме на график, каде што на долната страна ќе ставиме дека ова е концентрација на субстрат, концентрација на субстрат, а овдека ќе биде брзината, значи V. Сега, ако го нацртаме графикот, тоа би изгледало некако вака. Значи, пред ќе идеме вака и иде некаде си вака. Асимптота прави. Повеќе вака испрекијата линија. Сега, на почеток, значи, брзината со која се одвива хемиската реакција која катализира овој ензим е од прв ред, значи ова е од прв ред, додека кога ќе стигне одредена концентрација супстратот, хемиската реакција станува од нулти ред. Гледам овдека со ова линија протоколот се што повлеков, значи после станува од нулти ред. Односно, колку и веќе да се зголемува концентрацијата после дадената точка, каде што таа точка ќе речеме дека е овде, така тука е точката каде што веќе станува од нулти ред, колку и да зголемуваме концентрацијата, нема да се зголеми брзината на хемиска реакција која катализира овој ензим. Сега, бидејќи нема да објаснуваме многу како, зошто, многу ќе останете збунети, затоа ќе дам само еден прост пример. Ако го сватите добро, ако не е голема работа, ова е повеќе за биологија, не е толку важно за хемија. Да речеме дека имаме вака ако врати или овие нека бидат шалтери, така ќе си ги замислиме, ќе замислиме дека имаме 3 врати. Значи овдека се вратите, овдека може да се поминува. И сега да речеме дека имаш група луѓе кои поминуваат. И ако дојде еден човек, знаеш што и ома ќе помине, и секое поминување ќе речеме дека се одвивала хемиската реакција, така, ова значи дека се одвивала хемиската реакција. А од левата страна е всушност колку е концентрацијата, така колку имаме луѓе, а од десната е продуктот што сме го добиле. Така. Сега, ако имаш еден човек, да ги оставам овие, ако имаш еден човек, добро тој ќе помине. Ако дојат тројца од еднаш, нормално ќе добиеш и повеќе продукт. Така, ако дојат тројца од еднаш. Односно, ако си ја зголемил концентрацијата, бидејќи дошле тројца, и со тоа ти се зголемил продуктот. Така, и расте соодветно. И за сега уште сме овдека во прв ред. Дека реакцијата за врзувањето уште од прв ред. И како што зголемуваш бројот на луѓе, толку добиваш повеќе продукт. Така,
но има граница која ќе стигнеш до одредена концентрација каде што веќе не може да се протнат толку луѓе низ вратата, така. Да речеме стигнеш до одреден број на луѓе, еве да речеме дека тројца може да влезат низ оваа врата во даден момент и дека тројца може да влезат во една секунда, така. И ти да речеме дека секоја секунда носиш нови тројца, односно има толкава концентрација на луѓе, така што веќе си ја постигнал максималната брзина. Веќе си ја стигнал оваа точка, овдека. Така. Секое зголемување на бројот на луѓе, дали ти ќе носиш 4 или 5 или 6 или 7, колку сакаш луѓе донеси, повторно брзината на поминување, односно колку луѓе ќе поминат, повторно ќе биде само тројца во една секунда. Така, без разлика ти колку луѓе имаш на левата страна. Така што, после таа дадена точка, реакцијата станува од нулти ред. Значи, ова наму веќе е нулти ред. Односно, колку и да зголемаш концентрацијата, нема да се зголеми брзината, веќе едноставно не може да поминат луѓето низ дадените врати. Добро, тоа беше се за ова видео, значи ова беше еден општ брз преглед за ензими како биолошки катализатори и најважно што требаше да се запамти дека се многу пати поефикасни од небиолошките ензими. Имаат многу посложена структура, имаат релативно тесен опсег на физички услови во кои може да обстојуваат. Така, значи има тесен опсег на температурна област во која може да обстојуваат, така зависи од ензим до ензим, но да речеме дека од 30 до 40 степени Целзиусови, така. Додека со небиолошките катализатори можеш да идеш и пошироко. Исто и некои други фактори, например колку е pH на средината, така колку е киселоста и така натаму и така натаму, но сепак тоа е мала цена да се плати за брзината која добиваш. Добро, тоа беше се за видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.